Се уште трае борбата со огнената стихија во Кавадаречко. Иако дел од пожарите се значително намалени, пожарот што изминативе денови гореше на потегот Раец-Дреново-Кесендре е ставен под контрола, а надлежните очекуваат до крајот на денот целосно да биде изгаснат. Дополнителен проблем представуваат и двете нови жаришта кај Камендо и меѓу селата Цирково и Манастирец, каде што постои опасност огнот да прерасне во пожар од големи размери. Гори сува вегетација, грмушки и дрва, а високата температура и ветерот создаваат услови за брзо ширење на пламенот и појава на нови жаришта. На терен се ангажирани пожарникари, екипи на Дирекцијата за заштита и спасување, Министерството за внатрешни работи, граничната полиција и шумското стопанство. Како превентивна мерка за заштита на жителите и на учесниците во интервенцијата, во селото Дреново се стационирани две амбулантни возила со лекар, информира градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев. Од утрово имаме голема екипа на терен од 05 часот на утро, од територијалната противпожарна единица Неготино имаме 4 пожарникари со едно возило. Имаме од дирекцијата за заштита и спасување 3 ер-трактори. Имаме од Овара Кавадаци 10 полицајци со теренски возила кои што помагаат на нашите пожарникари. Имаме 12 пожарникари од територијалната противпожарна единица, 5 пинцови. Со ваква координирана акција целиот обрат на пожарот е офатен и сите елементарни загрозувања, би ги нарекол, се елиминираат. Со порастот на дневните температури и засилениот ветер, постои ризик од повторно активирање на жариштата, предупредува директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов. Овој пожар е исклучително тежок за гасење пожар, комплексен пожар кој што се одвива на тешко пристапен терен, обраснат со густи грмушки и трња, тежок за движење на пешадија, но и многу стрмни ридишта, како што се овие овде зад нас. Исто така, како што кажа градоначалникот, гореше голема линија на пожарот, пожарна линија, така што неговото гасење требаше да се прави малку на еден поспецифичен начин. Градоначалникот Јанчев покажа школски пример како треба да се гаси еден ваков пожар. Секој нов пожар, појава на чат или сомнително однесување, треба веднаш да се пријави на единствениот број за итни повици 112. Најкритичните часови допрва следуваат. Со растот на дневните температури и засилувањето на ветерот се зголемува опасност од повторно активирање на недогаснатите жаришта, посочуваат надлежните.